Добре дојдовте во првото и премиерно издание на Ептен скратен корнер, еден нов формат преку кој што сакаме да ви ги најавиме најактуелните, најинтересните надпревари кои што следуваат во наредните неколку денови. И искористивме оваа шанса бидејќи има Лига на шампиони оваа недела, исто како и минатата. Може би сте изненадени од нашата редовност, не паничете. Не, се шалам. Повторно сум тука со Владко. Владко, здраво. Здраво, Кире. Како си? Како почна неделава? Неделава добро почна. Вчера ужасно се заврши, верувам за мене и за тебе, после катастрофалните надпревари резултати за нашите тимови. Да, не спиев добро, не сум наспан. Ако ви изгледам чудно на снимкава, до тоа е за тоа сега ќе збориме за малку поуспешни тимови што играат Лига на шампиони. Минатава недела некои работи пробавме да анализираме, некои работи пробавме да предвидиме како ќе се одвијат резултатите, не ни успеа во се. Ама надпревариве поминаа и па донесоа некоја возбуда барем во однос на тоа дека се пишуваше за нив не по социјални мрежи, не по порталиве што се за фудбал и слично. Еве ќе ти ја предавам на тебе палката од каде сакаш да почнеме со минатонеделниве надпревари, да ги поминеме на врзина, па да дојдеме до другија. По најголемото изненадување, по редослед како што се игра, мислам дека Барселона ПСЖ, не верувам дека некој прогнозираше таков дебакл на домакинот. Па и ние бевме скоро убедени дека Барселона ќе победи на Камп Ноу. Дали го подценивме Париз, дали ја преценивме Барселона, не знам што се случи. Ја не очекував буквално еднонасочна игра беше, као еднонасочен надпревар. Цело време доминираше Париз и покрај преминениот гол, пенал, не беше пенал, се суди, не се суди, сепак покажа карактери, не знам, се покажа класата на некои индивидуалци кои што беа, нели, кои што се сомневаа, како Мбапе и Верати, дали се преценети. Така. Мислам дека да, особено после ланската и оваа сезона во Лига на шампиони, кога ќе го видиме Мбапе што прави на клубско ниво, апсолутно мислам дека не смее да постои тој збор во иста реченица со него. Да, апсолутно. Мислам дека ги преценивме малку Барселона, ги подценивме малку ПСЖ поради тие некои недостатоци што ни личеа дека нема да можат да ги заменат. Покетино направи одлична рокада во средината против Барселона, го замени отсуството на Неймар со тоа што многу почесто Мбапе напаѓаше во тие позиции. Мислам, Мбапе сам по себе многу тешко запирлив и успеа да добијат, мислам дека уште со првиот надпревар успеа да го добијат дуелот, треба да се случи стварно некое чудо за Барселона да може да се врати на гостински терен во вторава утакмица. И може би тука ќе им заврши сезоната во Лигата на шампионите. Да. Мислам дека Покетино го надигра Куман, као што не е некој предизвик Куман да го надиграш. Се шалам. Верати, мислам дека имаше преголема слобода во средината на теренот, мислам дека имаше одврзани раце од Покетино. И се покажа дека стварно е, ако не најдобар моментално играч од средина на теренот. На негова позиција не гледам друг. Истата вечер, кога играа Барселона ПСЖ, играа и Ливерпул против Лајпциг. Ливерпул во тој момент ни личеше дека излегува од кризата, сега гледаме дека е тоа барем за момент излезе од кризата или научи како да победи во Лигата на шампионите, меѓутоа не знаеше да го преслика тоа во лигашките надпревари. Генерално вака, ќе го дадам на кратко моето мислење само. Еден надпревар што мислам дека и Клоп беше свесен дека можат да го победат само ако играат во рамки на нивните капацитети. Излегоа, дадоа онака 80% од себе, не беше некој фантастичен надпревар за гледање, не беше нешто кој знае што, меѓутоа добија гостинска победа од 2:0. Лајпциг не си ги искористи шансите и
се многу блиску до пласман во следната рунда Ливерпул, што на некој начин може да им излезе барем како светла точка во сезоната ако и успеат да догураат далеку во Лигата на шампионите. Точно, точно. Јас мислам дека пресудно беше искуството и на играчите и на тренерите. Сепак Лајпциг не одигра слаб натпревар, меѓутоа има две катастрофални грешки што резултираа со примен погодок, нели два примени погодоци. Имаа шанси, како што рече, не искористија. Рано имаше, мислам, Даниел му една статива, ако не се лажам. Да влезеше тоа, да постигнеше погодок. Мислам дека ќе имаше друг тек на натпреварот, меѓутоа вака мислам дека нема никакви веќе шанси Лајпциг. Особено треба да постигне 3 погодоци на Енфилд. Не дека е тешко со оглед на моменталната форма на Ливерпул, меѓутоа не го гледам како Тешко е. Изводливо. Мислам тешко ќе биде, особено што различен е карактерот на надпревари во Лига и во Лига на шампиони, особено во нокаут фаза. Во нокаут фаза знаеш дека имаш два надпревари во кои што треба да го надмундриш противникот и тоа е тоа. Не се грижиш кој е следниот противник, не се грижиш како ќе го ротираш тимот за следно коло или слично. Така што да, им давам многу големи шанси на Ливерпул веројатно да го добијат и вториот надпревар, ама секако да поминат натаму. Се видя Дортмунд. Не очекував Дортмунд дека ќе постигне 3 погодоци, нели, како што рековме во минатата. Апсолутно. Се видя изводредна форма, 9 победи поред, само 1 или 2 примени погодоци имаше. Дортмунд беше во криза. Први примија гол рано, не очекував толку лесно да се вратат, не само лесно, туку 3 погодоци во едно полувреме постигна, но многу лесно како се одвиваше играта на кога да не се мачеа многу против Севиља до првиот 1 час, последните 30 минути Севиља како си презеде иницијатива, се тоа резултираше со гол, меѓутоа многу значаен гол што ќе им ги олесни шансите за колку толку за Да. Таму се покажа класата на Халанд и прв пат го видов оваа 2021 година, не сезона, туку оваа година Дортмунд толку склопен го играат како не знам како да се изразам. Овој надпревар мене ми изгледаше како навистина да им значи. За разлика од оние надпревари во лига кај што ги играат некако без мотивација, како да ги играат без некоја особена желба да бидат подобри од противникот. Едноставно се лимитираат на тоа колку што се талентирани, толку да понудат на теренот. Сега против Севиља се бореа, влегуваа во секој дуел, изгледаа моќно на терен, дури и одбраната, ти што викаш првиот час од надпреварот, одбраната им изгледаше многу солидно, што во Бундеслига воопшто не изгледа така. Мислам, во Бундес изгледа дека ќе примат гол на секои 3-4 минути, пошто имаат барем по еден кикс. Па се така е. Да, и слаби се на голманска позиција, тоа го зборавме и минатата епизода. Со тоа ги завршуваме минатонеделните надпревари, се префрламе кон нешто поозбудливо, нешто на кое што не ги знаеме резултатите, нешто што тек треба да се игра. Веќе од вечерва, кога ќе огледате ова, ни почнуваат надпреварите од вторава половина од нокаут фазата на Лигата на шампионите и секако хајлајт мечот Атлетико Мадрид против Челси е една од најинтересните теми сезонава од Премиер Лигата и лидерот на табелата во шпанското првенство. Многу работи ќе зависат и за двете екипи од овој дуел, да кажам, од овие два надпревари, поради тоа што Атлетико Мадрид не игра во ништо друго, значи го испадна од купот, во лигата беше прв, многу убедливо, сега повеќе не е толку убедливо прв, меѓутоа пак ја има првата позиција, а Челси е во добра форма откако дојде Тухел, го бркаат четвртото место во Лигата на шампионите и ова еден ваков дуел против Атлетико Мадрид може да биде решавачки во поглед на мотивација, во поглед на тоа дали ќе ја завршат сезоната со сите сили или ќе ја завршат сезоната уште еднаш чувствувајќи се поразена.
која е главната тема на разговор? Ајде, Владко, што највеќе ќе те интересира околу утрешниот меч? Поставеноста на Симеоне, верувам дека од која се извлечени паровите, се спремал, ако ништо друго, барем ментално на овој двомеч со Челси. Меѓутоа, со самото тоа смената на Френк Лампард, со доаѓањето на Тухел, му се смени многу работи, треба нови тактики, нови замисли, нови идеи. Као што гледаме Тухел од кога е назначен за тренер, као има во 7 натпревари има 5 победи, само 2 нерешени, од кои една викендов, има само 2 примено 2 гола, исто од кој еден викендов, што додека беше Френк Лампард тренер, не го гледавме, не беше толку стабилен во одбрана. Гледаме се смени формацијски, дава шанси на нови играчи. Претходно, кој што можевме да видиме, кој што можевме да забележиме дека Чилвел беше главен организатор на игра од одбранбените, као со шутеви, кој што гледаме Тухел нема нека доверба во него, ја смени формацијата, као се може игра 5-3-2, некогаш као 3-5-2, односно 3-5-2 со 5-4-1 со 2 бека, као што поофанзивно, подефанзивно, Алонсо, Джеймс исто, Рис Джеймс. Тотално сменет концептот на игра на Челси, други играчи. Сакам да видам како Симеоне ќе го постави тимот, со оглед на тоа што обично Атлетико е познат по тоа дека е дома цврста екипа, не освоива тврдина као во Мадрид. Меѓутоа се игра во Букурешт на неутрален терен, Атлетико се води као да домакин, меѓутоа изгубена предноста на домашен терен, тоа оди во полза на Челси. Мислам дека не знам, не можам да претпоставам како ќе се одвие резултатот, зашто да, како што зборавме минатите недели, Атлетико е во криза, Челси е во форма, меѓутоа кризата и формата во Лига на шампиони не игра улога, што видовме мината недела. Не знам што може да... Немам некои прогнози. Да, ни јас немам прогноза, ама ми е многу... баш овој меч го чекав од нокаут фазава, бидејќи ме интересира дали, тоа што ти го почна, како ќе се постави Диего Симеоне во еден надпревар кој што треба да го добие. Значи, повеќе не е надпревар во кој што е окей да биде 1-0, односно 0-0, или да биде играње до 90-та минута, па да видиме дали ќе дадеме гол од корнер или слично. Гледаме дека оваа сезона, дури и во лигата, играта им е многу различна на Атлетико Мадрид. Многу се должи на тоа што Феликс и Суарес се двајца околу кои што се базира таа некоја офанзивна игра, за да се акомодира тимот на нивните квалитети. Атлетико Мадрид игра многу понапред, напаѓа многу повеќе, ама едноставно не се тим кој што реализира шанси и тоа навистина загрижува. Во истиот термин, истата вечер, играат Лацио против Бајерн. Два тима кои што многу ретко се сретнуваат во европски надпреварувања, обично играат различни европски надпреварувања и затоа не се толку често во дуел. Ама надпревар кој што сигурно би ги интересирал многу од фановите тука во Македонија, бидејќи знаеме дека има навивачи и на едниот и на другиот тим. Бидејќи тој хайлайт меч го поминавме, со овие други ќе бидеме малку побрзи. Реално ме интересира твое предвидување, бидејќи ти си главниот предвидувач тука во подкастов. Не мора резултатски, туку чисто што очекуваш од мечот. Очекувам да има многу голови, искрено, и се надам дека Лацио нема да изгуби, што храбро. Да, храбро. Меѓутоа Бајерн го гледав последните два надпревари во Бундеслига, оној 3-3 со Билефелд и
сега викендов 2-1 кога изгубија од Франкфурт. Не е истиот Бајер Михен од лани, тоа можам со сигурност да кажам. Не знам што се случи, да, пак е прв на табела, нели, се тоа во Лига на шампиони исто перфектен беше. Не гледам како може толку лесно да го победи Лацио на гостински терен, со оглед на тоа што Лацио е сосема различна екипа кога игра дома на домашен терен и на гости. Лацио моментално има 7 победи поред дома, да, сите му се 5 од тие 7 победи, 5 му се со по еден гол разлика. Победува не толку лесно, меѓутоа пак има таа домашна сигурност, како да наречем. Играше во Лигата на шампиони со Борусија Дортмунд, исто германска екипа, победи дома, лесно, мислам лесно. Рано победа, не играше лошо. Искрено очекувам дека ќе даде 1 или 2 гола Лацио, со оглед на тоа што Бајер Михен има потешкоти во одбраната. На домашен терен прими 3 гола од Билефелд. Да, изненадени беа, многу имаше снег, нели 0-2 беше на полувреме. За 15 минути она го исчистија снегот, го средија теренот, почна во второ полувреме као нова екипа да притисна, меѓутоа нели не успеа да направат целосен пресвор 3-3. Со Франкфурт сега исто ме изненадија, не игра убаво, ако изгубија, нели имало на тройка што губи Бајер Михен и не победува, да доминира. Сега непрепознатлив. Не знам, искрено очекувам дека ќе има голови. Би се осмелил да кажам дека 2-2 или 1-1 најмалку би било резултатот. И стигнуваме до последниот ден од оваа фаза во ЛШ. Аталанта, Реал Мадрид, Борусија Менхенгладбах, Манчестер Сити се надпреварите. Ајде ќе почнеме од Аталанта, Реал Мадрид, бидејќи другиве два нема освојувач на Лигата на шампионите кај нив, не се битни. Не, се шалам. Аталанта, Реал Мадрид. Мислење, вака како надпревар, за гледање, добар, недобар? Кога ги извлекуваш дрепките, реков дека Реал Мадрид има лесен пролаз во четвртфинале, меѓутоа кога ќе видам составот, колку повреди ги мачат и моменталната форма на Аталанта, ќе биде предобар надпревар за гледање. Аталанта офанзивен тим, Реал Мадрид исто така, не знам кога последен пат се бранел. Очекувам исто да биде отворен фудбал, да внимаваат на резултат, нели да не идат само да размислуваат напад, меѓутоа не знам, интересен надпревар со оглед на тоа што Реал Мадрид викендов со истите, односно без истите играчи што ќе бидат отсуствуваат и на овој, да. Да, ќе отсуствуваат на овој надпревар. Успеа да победи млитаво 1-0 без некоја кој знае каква игра. Аталанта, кој што можев да видам, само еден пораз има во последните 20 надпревари. Тоа е во сите надпревари, меѓу кои два надпревари во Лига на шампиони и таа победа против Ајакс на гости, така да не знам, очекувам Аталанта да пружи силен отпор, па очекувам и да победи дома. Да, ако бидам искрен, и јас некако мислам дека играчи формата е таа, освен ако не се случи нешто ептен непредвидливо, мислам дека Аталанта нема да го изгуби овој надпревар. Под непредвидливо мислам на некоја црвен помош или грешка како фудбалерите на лед. Така. Значи, мислам дека Аталанта има прилично голема шанса да се извади од овој надпревар непоразена, а потоа во Мадрид е комплетно друга задача. Аталанта оваа сезона гледав само еднаш против Ајакс на гости во тој одлучувачки надпревар. Изигра, издоминира, мислам да имаше уште, како што рековме тогаш во тогашните епизоди, да имаше уште 180 минути, не верувам дека ќе прима гол, нешто што ме зачуди од екипа како Аталанта да игра толку добро од дефанзива кога им треба стварно. И тоа против екипа како Ајакс што е нели офанзивно една од најдобрите. И последниот надпревар, Борусија Менхенгладбах против Манчестер Сити, мислам дека да.
Па може Гладбах да победи. Не, се зезам. Ја ги гледав последниве два надпревари на Гладбах дома, навистина ги гледав. Како да станува збор за екипа од втора лига. Не знам што се случува со нив, последниве три надпревари гледам еден бод од кој реално требало, нели, на хартија требало да имаат најмалку 7 бода. Тие имаат еден бод само. Таква катастрофална игра викендов против Мајнц и претходното коло дома против Келн. Не сум очекувал баш тоа што ги красеше во првата полусезона и игрите во Лига на шампиони, нели, кога да го нема, кога да станува збор тотално за друга екипа, као да го гледам, не знам, Гројтерфурт од втора лига. Искрено, не знам што се случи, истите играчи се нема атрактивност во нападот, не се толку пробивни, не знам. Само Марко Турам ми фали. Доаѓаат во многу лош момент, во момент кај што Манчестер Сити не само што победува, туку не ни прима голови и не дозволува противниците да се доближат до нивниот гол во доминантен период се. И она што е клучно за мене барем, бидејќи го гледам некако од тој аспект фудбалот, мислам дека Гвардиола успеа да пронајде една комплетно нова игра со Манчестер Сити, што се ја тестираше со Арсенал и му успеа. Повторно со петорица луѓе што орбитираат околу 16-тникот, а ниту еден од нив не е класична деветка. И Арсенал буквално нема поима кај се Гиндоган и Де Бруин целу утакмица. И Бернардо Силва. Значи, им се плетка наоколу, им одеа околу одбраната, одеа од позади, од двете страни напаѓа. Конфузно за бранење, конфузно за следење, ама ако излезе со една таква игра против Менхенгладбах, мислам дека нема да има никаков проблем онака во овие два надпревари. Да, особено мора да се истакне тоа што Сити е во феноменална форма. Сите рекорди ги руши, 17-18 победи пред колку направија во сите надпреварувања. Па ги поминавме сите 4. Дали знаеш? Да. Океј, што ќе гледаме? Да им кажеме уште тоа на слушателите и може полека да ставаме крај на епизода. Мислам дека no-brainer е Атлетико Мадрид против Челси, лидерот во Шпанија против најинтересната екипа во Англија моментално, после Манчестер Сити, што се досадни. Утре тоа, односно денес кога ќе излезе епизода, тоа и во среда Аталанта Реал Мадрид, затоа што Менхенгладбах нема да изгледа фудбал, да. Изгледа како компетитивен надпревар. Добро, со среќа им на Борусија Менхенгладбах. Ќе им треба, па и на другите екипи. Ние со нова епизода се слушаме кога ќе имаме нешто ново вредно за зборување. До тогаш останете добри. Владко, со тебе се гледаме, да се слушаме. Поздрав.